неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Господине Николовски, ако за Европската комисија државава е светол пример, за ВМРО ДПМН каков пример е? Добиваме 10-та година поред позитивна препорака за почеток на преговори за членство во Европската унија. Тоа е добро за државата. Добро е што се потврдува препораката. Но она што загрижува е дали ќе почнат преговорите за членство, затоа што препораката има смисла само ако почнат преговори. 8 години добивавме позитивни препораки и истите не се реализираа заради противењето на Грција по однос на прашањето за името. Минатата година прашањето за името се надмина со еден договор кој што е далеку од добар, кој што според нас е капитулански, но се надмина. За повторно Македонија да не отпочне преговори за членство со Европската унија, што беше практично и главната награда која што Заев, Димитров и останатите од владата ја ветува по однос на Преспанскиот договор. Мислам дека ако се чита извештајот подлабоко и посуштински, има секако работи кои што се потенцирани како добри, има и работи во кои што има забелешки. Господине Николовски, со месеци вие во име на ВМРО ДПМН тврдите дека земјава нема да добие датум за почеток на преговорите поради заостанување во реформите. Но во извештајот на Европската комисија тие се оценети генерално позитивно. Ја сгрешивте прогнозата? Не, јас стојам на мојата проценка. Ќе ја потсетам дека лани некаде во април месец кажав дека дури и да се реши спорот за името, Македонија нема да добие датум за почеток на преговори. Тогаш ми беше одговорено дека тоа е научна фантастика, дека нешто измислувам. За жал тоа во јуни се случи. Велам за жал затоа што и јас сакам да почнеме преговори за членство со Европската унија. Минатата година исто така во ноември месец кажав дека и оваа година нема да има датум за почеток на преговори доколку посериозно државата не се зафати со реформи. Но генерално реформскиот дел е позитивно оценет. Не би се согласил. Еве сме на некаде 2 недели пред состанокот на Европскиот совет, веќе има најава од неколку држави посериозни дека ќе излезат со своја видување за состојбите во Македонија, кое што нема целосно да се одвестува со извештајот, и тоа ќе е причината да Македонија повторно не добие датум за почеток на преговори. Ако го земеме на пример извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава 2015, слично беше и во 2016 година и во делот на правосудството. Тогаш комисијата наведуваше дека состојбата е уназадена и има политичко мешање во судството. А сега наведува дека судскиот систем е умерено подготвен и постигнат е добар напредок. Па претходнава влада да одработувала, односно да испорачувала, веројатно ќе беше уште влада, не се оди случајно во опозиција. Прашањето е зошто дојде оваа влада. Оваа влада дојде за да е подобра од претходната влада. За жал гледаме дека не е подобра од претходната влада. Го споменавме правосудството. ВМРО ДПМН со месеци тврдеше дека е жртва на политички прогон. Тоа не е нотирано во извештајот на Европската комисија. Зошто? Не би се согласил. Имате цел дел во извештајот на Европската комисија каде што се пишува за злоупотребата на мерката притвор, за условите во кои што луѓето се држат во притвор, како и за политичките притисоци за изрекување на истата. Тоа го има во големиот извештај, не во сумарниот дел. Тоа е нешто за што ние најмногу забележуваме. Знаете дека Добро, 2015 имаше термин политичко мешање во судството. Кажавме за таа влада. Знаете дека имаше двајца луѓе кои што беа нападнати во затвор. Директорот на затворот вети дека ќе даде оставка, го гледаме, уште не дава оставка, ама многу е активен во некои други делови од животот. Така што тие работи за кои што ние забележуваме се нотирани во извештајот. Во Грција е известно дека ќе има предвремени избори и дека практично нова демократија е во водство пред Сириза. Заедно сте дел од Европската народна партија. Мицотакис вели дека ќе го почитува договорот за името, но дека ќе се обиде да го поправи во оној дел кој што го смета за несоодветен за нив. И вие велите дека договорот не е добар. Сте разговарале со Мицотакис во рамки на таа Европска народна партија околу евентуално постигнување на нов договор? Со Мицотакис не сме разговарале, но апсолутно сме разговарале во форумите на Европската народна партија. Јас минатата година неколку дена пред изгласувањето на уставните промени практично, пред почетокот на уставните промени во месец октомври разговарав лично со претседателот на Европската народна партија Жозеф Дол, му презентирав еден план за тоа како мислиме дека може да се решат работите. Но видете, овие критики покажуваат една посуштествена работа. А тоа е дека процесот нити во Македонија, нити во Грција бил инклузивен. Односно, владите го воделе самостојно.
гледаме со тек на време дека тие влади немаат ни поддршка од населението. Во Грција се покажа се на избори, во Македонија ќе се покаже на следните парламентарни избори, што кредибилитетот на целиот процес го доведува во прашање, затоа што за така битно прашање, суштинско прашање, за Македонија најбитно, а во Грција во топ 3-4 прашања. Ако не ги вклучите сите сериозни играчи на политичката сцена, се случува ова што се случува сега. Тоа е голем дел од политичката јавност, но исто така и од населението да е фрустрирано од договорите. Во Македонија заради една работа, во Грција заради друга работа. Тоа е рецепт како не се прават договори. И затоа мислам дека овој договор е неодржлив. На долг рок, на краток рок? Абсолютно. Што подразбирате под неодржлив договор? Овој договор не фати корен во Македонија. Поразговарајте со секој надвор, ќе ви каже дека не поддржува промена на името. Во Македонија тоа се покриваше во одредени структури. Ајде, мора да поддржиме промена на името за да живееме подобро. Еве го подобриот живот не доаѓа. Втора година со ред не почнуваат преговори за членство со Европската унија, иако тоа беше главното ветување. Да ги потсетам гледачите дека имаше билборди дека здравството во Европска унија е бесплатно, некако далеку сме од тоа бесплатно здравство. Така што и тие кои што на одреден начин го поддржаа тоа минатата година, сега се разочарани и нема никаква поддршка договорот во Македонија. Во Грција, ако главната опозициона партија ви кажува истото, тоа значи дека договорот е неодржлив. Што значи тоа на долг рок? Нов договор, проваѓање ново и преговарање нов? Тоа е работа која што е хипотетична, тешко да се одговори во овој момент, но ова што е факт сега во овој момент за Македонија е дека овој договор корен не фаќа и дека овој договор не е прифатен меѓу народот и нема да биде ни прифатен. ВМРО ДПМН беше доста критична за случајот со пратеникот Павле Богоевски, велеше дека не е достоен да врши функцијата. Ке барате оставка и за пратениците од ВМРО ДПМН кои што се осомничени, обвинети за криминал? Па има голема разлика од обвиненија, осомничени и пресуди, имајќи предвид дека пратениците на ВМРО ДПМН, барем овие кои што сега имаат обвиненија во овој момент има односно ако добро сега паметам и нема веќе обвиненија кон пратеници од ВМРО ДПМН. За Богоевски не имаше обвинение, имаше снимка. За Богоевски го слушнавме сите што зборува. Знаете, јас очекувам и него да го ослободат по истиот принцип по кој што го ослободи Азаев, дека тоа што сите го слушаме и го гледаме, само судот и обвинителството не го слушаат и не го гледат. Ако треба да прогнозирам денес, веројатно и за него по принципот на Заев евро за евро нема да има ништо. Господине Николовски, според вас, исполнети ли се законските и уставните услови за престанок на мандатот на Никола Груевски, како што повикавте во соопштението на извршниот комитет? Ние знаете дека имавме седница на извршниот и на комитет, каде што тогаш рековте ако сте исполнети законските и уставните услови, тогаш пратениците да гласат. Исполнете ли се според вас? Тоа е работа која што треба да каже собранието, има начин, значи претседателот на собранието треба да информира соодветната комисија, комисијата донесе свој заклучок. После тоа комисијата треба да го испрати својот заклучок на пленарната седница и пленарната седница со двотретинско... Комисијата заврши, или? Да, ја кажувам процедурата и пленарната седница со двотретинско мнозинство да одлучи дали се или не се. Еве, според деловникот на собранието, на пратеникот може да му биде одземен мандат кога е осуден за кривично или друго казниво дело што го прави недостоен за вршење на функцијата пратеник и за неоправдано отсуство во собранието повеќе од 6 месеци. Исполнете ли се овие услови? Во конкретниот случај мислам дека се оди на вториот став за неоправдано отсуство од 6 месеци. Тоа треба да го утврди собранието. Јас не сум пратеник, не знам во овој момент како се утврдува отсуството. Како ќе гласат пратениците на ВМРО ДПМН на седница за одземање на мандат? Јас очекувам да ја испочитуваат одлуката на извршниот комитет. Има ли поделба во пратеничката група на ВМРО ДПМН во однос на прашањето на Никола Груевски? Па тоа треба да го видиме на денот кога ќе се закаже таа седница, колку што знам се уште не е закажана, има најави. Јас повторно кажувам, извршниот комитет е највисоко извршно тело на партијата и очекувам пратеничката група да ја следи одлуката на извршниот комитет, уште повеќе што таа одлука е донесена во консултации со пратеничката група, затоа што пред одржувањето на седницата на извршниот комитет имаше и координација со пратеничката група, значи ние не го направивме тоа без да се консултираме и координираме. И на таа координација единствен став има пратениците или имаше поделби? Можеме да кажам дека беше единствен став, имаше секако различни согледувања, но во моментот кога се носе заклучоците ставот беше единствен. Врз основа на тоа извршниот комитет ја донесе одлуката како што ја донесе и очекувам истата да е испочитувана кога и да се закаже пленарната седница. Председателот Пендаровски повика на помирување. Како според вас треба да се одвива тоа помирување? Според нашите сознанија, еве прв пат го кажувам ова во јавност, идејата, и ќе ми дадете минута две да образложам,
Идејата за помирувањето дошла по завршувањето на претседателските избори, затоа што е известно дека ќе ги загубат следните парламентарни избори и помирувањето го замислуваат на начин што сакаат да испреговараат со ВМРО-ДПМН амнестија за Зоран Заев, неговото семејство и останатите во однос на гонење по криминалите кои што ги имаат правено во изминатиот период. Ако така го замислуваат помирувањето, помирување нема да има. Како го замислувате вие помирувањето? Помирувањето, според мене, треба да се случи на начин да има нормален диалог помеѓу власта и опозицијата на сите нивоа, да не се игнорира опозицијата, да не се гони политички опозицијата и да нема цел власта да ја уништи целосно опозицијата. За тоа можеме да зборуваме за помирување. Ако зборуваме општествено, има многу категории, религиско, етничко и така натаму. Но ако смислата на помирувањето е некој, пред се тука премиерот и негови соработници, да не одговараат пред законот за сторени криминални действија, тоаш простор за помирување нема. И за крај, бидејќи не ми одговоривте на почетокот на интервјуто, ако за Европската комисија земјава е светол пример, за ВМРО-ДПМН каков пример е? За ВМРО-ДПМН Македонија е пример како што и за сите граѓани кои што живеат во државата, тоа е дека економијата не оди напред, а корупцијата цвета. Во два збора можете да објасните како што? Кажав, економијата не оди напред, а корупцијата цвета. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.